Почитуван митрополит Скопски, архиепископ Охридски и Македонски и наистина прима господин Стефан, почитувана министерка за култура, почитуван доктор Сашо Цветковски, уважени гости, почитувани медиуми, почитувани колеги од Министерството за култура. Денес сите ние сведочиме на еден историски чин. За прв пат во нашата држава успешно заврши реституција на културно наследство. 20 наши икони репрезент на она што се творело на крајот од 18-тиот и во 19-тиот век, последна деценија се вратени дома. Овие ремек дела за Северна Македонија се дел од идентитетските одредници и наше богато културно наследство. Иконите се меѓу најделикатните и највеличествените богатства. Овие икони кои вечерва ги видов може да се споредат со сликите на најголемите светски мајстори на ликовната уметност. Особено сум горд што сум дел од влада која создаде модел за демократија, дипломатија, со што воспоставивме одлични добрососедски односи со нашите соседи. Со диалог, компромис, взаемно почитување и најтешките предизвици може да се надминат и да отворат нови можности за соработка. Вечерва сведочиме на таква соработка со нашиот сосед Албанија и иконите украдени во 2013 година успеавме да ги вратиме дома. Се работи навистина за една голема и сеопфатна акција на Министерството за внатрешни работи на Албанија, преку која што се откри голем канал на не знам кој збор да употребам, и крадење, и шверцување, и уништување на едно историско културно наследство. И од тука мора да изразам благодарност и до министерот за внатрешни работи на Албанија, посебно до премиерот Еди Рама, кој откако се откри што има фатено полицијата на Албанија, веднаш кажа дека тоа, штом се завршат процедурите од страна на министерството, ќе биде вратено во нашата држава. Северна Македонија гради својата внатрешна и надворешна политика на столбовите на кои почива и Европската унија: демократија, слобода, безбедност и правда. Изминативе неколку години со Албанија имаме постигнато многу. Подпишавме повеќе договори и меморандуми за унапредување на билатералната соработка, евроинтеграцијскиот процес, безбедноста, инфраструктурата, енергетиката, културата, борбата против меѓународниот криминал и многу други. Ова враќање на иконите од Албанија во Северна Македонија е на заедничко задоволство на двете земји. Посакуван епилог, благодарение на нашата одлична соработка, како и на Конвенцијата за мерките за забрана и спречување на недозволен увоз, извоз и пренос на собственоста на културните добра на Обединетите нации од 1970 година, чиј потписник е и Албанија. Уште еднаш ќе искористам можноста да се заблагодарам на сите стручни лица од Министерството за култура, од нашата држава, од Албанија, на двајцата министри за култура, на Управата за заштита на културно наследство на Северна Македонија, на нашата Академија на науки и уметности, на Националниот конзерваторски центар, на Заводот и музеј Битола и Заводот и музеј Охрид за нивната посветеност, професионалност и стручност за враќањето на ова наше културно наследство. Сакам исто така да ве информирам дека се идентификувани уште икони кои се во текот на изминатите децении украдени од Македонија и во моментов се работи на соодветни анализи кои ги прават стручните лица и во текот на наредниот период повторно ќе биде постапка спроведена за нивно враќање во нашата држава. Уште еднаш огромна благодарност и за колегите од Албанија за синхронизацијата со македонските институции за враќање на иконите во Северна Македонија. Голема благодарност до сите. Честитки уште еднаш на оние кои што навистина работеа на овој долг и макотрпен процес, кој што беше започнат во 2018 година, меѓутоа интензитетот го доби во 2020 година и во последните 2 години беа направени сите формалности, меѓутоа и физички активности во Албанија. И сакам да им честитам на сите кои што учествуваа, а на нашите верници и на сите оние кои што доаѓаат во нашата држава, да им
овозможиме да го видат ова на вистина големо светско, културно и историско наследство. Ви благодарам.